На свеченоста за доделување на признанијата за неуспешните спортисти, спортски работници и екипи што ја организираше општина Кочани, официјално беа соопштени имињата на наградените, кои во 2016-та постигнале најдобри резултати. Претходно комисијата, составена од представници на Сојузот на спортови и на медиумите, одлучи и годинава по 5 пат титулата за најдобар спортист на Кочани да ја понесе каратистот Мартин Стојменов. Тој и лани имаше најголем број освоени признанија и медали на домашните и меѓународните надпреварувања. Не случајно ја добивам оваа награда по 5 пат. Минатите години, ова година имав освоено многу надпреварувања, многу медали, од кои беа неколку државни, балкански надпреварувања, меѓународни и европски медал. Работам со една одлична екипа. Моите тренери од Карате клуб Партизан се тренери од светски ранг, кои несомнено го докажавме тоа и со големиот број на медали. Се надам дека така ќе продолжиме и ќе освоиме уште многу медали. Карате клубот Партизан, каде што својата кариера ја гради Стојменов, го доби признанието за најдобра спортска екипа, а супериорноста на тимот беше потврдена со наградите за Оливер Коцев како најдобар тренер за минатата година, според кого таа е добиена со несебична поддршка и соработка со останатите луѓе од клубот. Морам да истакнам голема благодарност и до мојот колега и тренер во Карате клубот Партизан Јорданчо Петров, кој што раководе со помалите категории во клубот, бидејќи од таму произлегува една добра база за понатамошните, кога ќе дојдат тие надпреварувачи и такмичари во такмичарската група да постигнуваме добри резултати, како и што ги постигнуваме. Карате клубот Партизан од Кочани изминатата година имаше доста големи успеси, учествувавме на многобројни турнири, како во Република Македонија, така и надвор од неа. Освоивме негде над 80 медали во сите возрастни категории. Најзначајни се медалите што ги освоја нашите надпреварувачи на балканските правенства, сребро и бронза во Србија и во Босна и Херцеговина. Исто така морам да напоменам дека и оваа година ја почнавме добро со освоени втори и трето место на најсилниот меѓународен турнир што се одржува на овие простори на Кроација Опен. И мислам дека и оваа година нема да разочараме, дека ќе постигнеме уште подобри резултати, ќе ги повториме минатогодишните, ќе ги уште подобри резултати ќе има оваа година. Каратистите од клубот Партизан добија уште неколку признанија на манифестацијата за прогласување на најдобрите во спортот, а посебно значена е наградата за најдобар млад надежен спортист, што му припадна на каратистот Ѓорги Петров. Ова мислам дека ќе биде мојот потек за да поратаму да редам успеси во каратето и благодарам на општината што ми го даде ова признание. Значи според ми беше на почетокот на годината учествував на надпреварот во Хрватска, кој настапува околу 2000 надпреварувачи и земав трето место. Освен Петров, награди за млади надежни спортисти добија уште 9 членови на други клубови, а признанието за придонес во фудбалот му припадна на поранешниот првотимец и стандарден голман на фудбалскиот клуб Осогово Лазар Балдазаров, кој и по завршувањето на спортската кариера е активен во клубот како тренер на голманите. Тројцата планинари, Борис Поп Ѓоргиев, Лоранс Марков и Тошо Антов, членови на планинарските спортски друштва Осогово и Москито, ги добија наградите за спортски личности на минатата година. Повод за тоа е успешното реализирање на подвизите за освојување на највисоките планински врвови во Европа и на Балканот. Посебно признание за афирмација на гимнастиката во Кочани му беше оддадено на поранешниот гимнастичар, педагог и спортски работник Ѓорги Тодосиев, кој е еден од авторите на монографијата Гимнастиката во Кочани од 1910 до 2017. На годинешната манифестација за избор на спортист беше доделена и спортската стипендија, што овој пат ја добива Столе Евтимов, член на борачкиот клуб Спартак. Тој во наредните 6 месеци од општината ќе добива парична поддршка во висина од 3000 денари месечно. Признанија добија и новинарите од медиумите, кои во 2016-та активно и редовно известувале за спортските настани од општината и регионот.